И крајот на ова денешно издание ќе го поминеме заедно со нашата гостинка од Неуромедика, докторка, поточно стоматолог Наташа Доргут Трајковска. Добро ви утро, докторке. Добро ве најдов. Темата е стоматолошки интервенции под општа анестезија. Точно така. Ајде прво да си ја дефинираме, подобјасниме самата тема. Што представува тоа? Во нормалното секојдневно стоматолошко работење, интервенциите најчесто ги извршуваме под локална анестезија или без незе, во зависност од комплексноста на самата интервенција, каква болка очекуваме да имаме. Затоа би објаснила што представува прво локална анестезија. Тоа е состојба кога во дадена зона ние аплицираме медикамент, односно анестетик, и се обезболува само едно мало место, што значи дека тоа место е обезболено, меѓутоа пациентот е со задржана свест. Значи тој е свесен за се што правиме. И ги слуша звуци непријатни кои што сите ги мразиме. Точно, сите тие убави звуци ги слуша. Општата анестезија пак е една сосема поразлична состојба. Тоа е состојба во која пациентот ја губи својата свест, се губи болката, телото е релаксирано, што значи дека се наоѓа во една состојба на мирување, односно длабок сон. И од овде би кажала дека стоматолошки интервенции под општа анестезија представува состојба во која пациентот мирува, а ние ги извршуваме сите можни интервенции во тоа забало кои што се неопходни за тој пациент. Кај кои пациенти, во кои случаи е потребна и неопходна, еве да речеме, општата анестезија? Општата анестезија. Многу често стоматологијата, пациентите и низините интервенции ги доживуваат со малку поголем стрес, со некаква нелагодност, па заради тоа би почнала од оваа прва категорија на пациенти. Тоа се пациентите кои што имаат силно изразен стрес од стоматолошки интервенции. Оваа категорија на пациенти најчесто имаат многу мал праг на доживување на болка, значи мал праг на дразби, што значи одењето на стоматолог го доживуваат со многу голем страв, па дури и панични напади. Оваа категорија на пациенти понекогаш дури и звукот од нашите инструменти, како што рековте, од машините го доживуваат со екстремен страв, се плашат од боцкање од игли. Така да ако ние не успееме да најдеме некаков начин заедно да го преодолееме тој страв, за да можеме да ги сработиме сите интервенции кои се неопходни кај нив, немаме друго решение освен да работиме под општа анестезија. Значи ова е таа една прва група на пациенти. Друга група на пациенти се, да кажеме, лицата со попречености во развојот. Оваа категорија на лица се малку по-сензитивни, кога се надвор од својата секојдневна средина во која се навикнати, хиперактивни, некоординирани понекогаш во своето однесување, што значи дека навистина за секој пациент е предизвик да се работи со оваа категорија на пациенти и поради тоа морам да кажам дека тие се една друга категорија која што е убаво интервенциите да се изведуваат под општа анестезија. Овде ќе ги вклучиме и малите деца кои што воопшто не соработуваат. Сега, за да кажеме нешто повеќе за нив, јас би тргнала малку советодавно кон нашите гледачи и би објаснила кога е најдобро првите контакти со стоматолог да ги има. Сметам дека најдобро е детенцето кога ќе почне да му се појавуваат млечните запчиња, во тој период од 6 месеци до кај 2 години, прв пат да дојде и да посети стоматолошка ординација. Така и родителите ќе добијат совет како правилно да ги одржуваат запчињата, како да биде таа хигиена, а пак децата ќе го запамтат тоа присуство овде како едно позитивно искуство, без некаков страв. Доколку доаѓањето на стоматолог е проследено со болка, значи причината е некаква посилна болка која што ја имале пациентите, односно дечињата, тогаш сакале или не, тие запамтуваат како едно лошо искуство. Јас во моето секојдневно работење сум работела со многу малецки дечиња, еве да кажеме уште од 3 годишна возраст, па сме успевале да најдеме заеднички јазик за да ги санираме сите запчиња.
Меѓутоа, сепак постои една мала категорија на пациентчиња кои што воопшто не соработуваат. Значи, не се дозволува да се отвори уста, не дозволува да се стави локален анестетик за да биде безболна интервенцијата. Имаат многу разрушени запчиња, силно деструирани, кои што отекуваат, прават чести инфекции, прават силни болки, неспани ноќи кај родителите. И таа категорија на пациентчиња, за жал, не можеме да ја сработиме по друг начин, освен да планираме интервенцијата да биде под општа анестезија. Во друга категорија би ги вклучила и лицата кои што се алергични на локални анестетици. Доколку некој пациент во својот живот при стоматолошка интервенција доживеал некоја алергиска реакција при аплицирањето на некој од анестетиците, тогаш со тие пациенти малку попредпазливо работиме. Колку се тие чести? Па во последно време почна почесто да се јавуваат такви пациенти, дури и пациенти кои што некогаш во животот доживеале анафилактичен шок како резултат на тоа една малку поозбилна алергиска реакција од аплицирање на локален анестетик, и тогаш кај тој тип на пациенти ние правиме најнапред алерготестови. Целта со алерготестовите е да откриеме на кои се категории анестетици реагираат, затоа што ние имаме различни групи на анестетици, и доколку истите тестови покажат дека пациентите се позитивни на сите, тогаш во тој случај интервенциите, ако се захтевни, значи пример ние не можеме да извадиме зап на пациент без да му аплицираме анестетик, тогаш сакале или не, правиме план истите интервенции да се извршат под општа анестезија. И како последна категорија на група пациенти, тука би ја вклучиле едни подолги хируршки интервенции, кои што траат доста долго, пациентите не се во можност да ги издржат. Овде би ги вклучила, еве да кажеме, сите интервенции од максилофацијалната хирургија, одстранување на некои туморни процеси, од орално-хируршките интервенции, јас би ги вклучила вадењето на импактираните умници, тоа се последните заби, кои што се лошо позиционирани, а поминуваат низ некои важни анатомски структури, и во таа ситуација пациентите не би биле мирни за да може самиот доктор да ја сработи квалитетно интервенцијата, и во таа ситуација е најдобро да се планира истата да биде извршена под општа анестезија. Тоа би биле од прилика тие категории на пациенти. Она што мислам дека е важно да се напомене, дека општата анестезија не може да се изврши во обична ординација. Што е неопходно, како треба да биде опремена за да може? Така е. Нашата болница Неуромедика, и морам овде да го поздравам нашиот директор, доктор Емил Огриновски, како мој колега, орален хирург, кога ја градел болницата, навистина размислувал на светско ниво, и самата стоматолошка ординација има направено така што има доводи за сите неопходни работи да може, посебно машината која што е за работење под општа анестезија на анестезиолошкиот тим, да биде донесена во нашата ординација и пациентите да може да бидат сработени овде. Во работата на еден ваква интервенција, секогаш учествува еден малку поголем тим. Тој тим е составен од анестезиолог, доктор анестезиолог, кој што ја предводи целата интервенција, и еден стоматолошки тим кој што е составен од стоматолог, орален хирург и секако помошниот персонал, медицински сестри кои што асистираат. И така ние здружно успеваме да ги тимски да санираме се што е неопходно во устата на еден пациент, значи се што треба да се сработи во тој еден ден. Јас утринава кога ве најавив и соопштив на гледачите дека ќе на некој начин ќе не прошетате низ целата постапка. Како се изведува од моментот кога ќе биде примен пациентот? Така. Првиот ден кога пациентот ќе одлучи да дојде кај нас, правиме еден консултативен разговор и еден детален клинички преглед. Најнапред ние стоматолозите, јас како стоматолог и колегата, оралниот хирург, доктор Борче Попов, за да можеме точно да утврдиме каква е состојбата во устната шуплина. Се прават детални анализи на рентген снимки, евентуално ако треба
3D снимки, за да може да се направи еден точен план како би одела целата постапка. Во таа прва посета пациентот ќе биде прегледан и од доктор анестезиолог, кој што зема една подетална анамнеза за сегашната состојба на пациентот, значи минати заболувања, каква хронична терапија прима, дали прима, значи дали имала алергии, лабораториските наоди, значи од крвните слики се анализираат и сето тоа како една голема информација анестезиологот наш одлучува дали пациентот е во добра состојба здравствена, за да може да биде подложен на ваква интервенција или не. Дополнително, ако треба, се назначуваат и дополнителни анализи, се со цел да биде пациентот подготвен. Ако докторот анестезиолог даде дозвола дека е способен пациентот, може да биде подложен под општа анестезија, ние правиме термин кога истата би била извршена. Сега, еден ден пред самата интервенција, повторно пациентот се прегледува, упаво, детална анализа правиме, за да може и на него, пак и на членовите од неговата фамилија, доколку станува збор за лица со попречености во развојот, да се направи една план и да им се објасни како ќе оди целата постапка. Денот, кога одлучуваме да биде интервенцијата, значи пациентот се впушта во општа анестезија, се воведува и од кога тој ќе биде во една мирна, заспана состојба, ние полека по полека започнуваме да ги извршуваме стоматолошките интервенции. По кој редослед? Што се започнува? Најнапред започнуваме со чистење на забен камен. Тој представува една жолтеникава структура која се таложи по забите и за жал само со четка и со паста е малку потешко да се отстрани и затоа почнуваме од наједноставните постапки. Значи најнапред се чисти забниот камен, убаво се полираат забите, затоа што мора да имаме еден здрав пародонт, да имаме понатаму и здрави заби. Продолжуваме понатаму со чистење на сите кариозни заби, значи се отстрануваат сите кариозни дефекти во устата на пациентот и истите се заполнуваат со високо естетски нанокомпозитни пломби. И на крај интервенцијата завршуваме со хируршките постапки. Се што било многу силно деструирано, значи инфицирани заби, заостанати корени, импактирани, односно заглавени заби, сите тие заби на крај полека едно по едно се вадат и така ја завршуваме постапката. Потоа пациентот полека се буди, се вади од таа состојба на општа анестезија и се префрла во болничкиот дел на нашата болница, каде што... Само да потпрашам, за сето тоа време се мониторираат основните функции, претпоставувам, така? Од моментот кога пациентот ќе биде воведен во општа анестезија, докторот анестезиолог со неговиот тим е константно овде, цело време се мониторираат сите животни функции на пациентот, значи не и да се случи минимални отстапувања, овде е секогаш присутен колегата за да може да се реагира на време, така да пациентите се секогаш заштитени и нивната безбедност е и нашето најглавно мото, морам да признам. Од кога ќе биде разбуден пациентот, тој се враќа, се препраќа во болничкиот дел и овде е на мониторинг околу неколку часа, значи 2, 3, 5 часа. Се зависи од состојбата, дали било претходно многу долга интервенцијата, дали била пократка интервенцијата и константно е под мониторинг од страна на медицински тим. Пациентот во истиот ден или во најмногу наредниот ден си заминува од нашата болница со целосно санирана устна шуплина и здрави заби. Истиот ден, значи, уште си Да, уште истиот ден пациентот си заминува. Доктор, ке се оглед на тоа што сите категории пациенти што ги наброивте од одредени причини ретко одат на стоматолог, што значи сега се насобрани многу работи што треба да се направат за оваа интервенција. Така. Доколку може да трае една таква
Интервенцијата трае се додека е неопходно. Колку е било, да речеме, вам максимумот? Па се случило околу 3 до 4 часа да трае најмаксималната интервенција. Целото забало го фаќате тогаш, така да? Еве ќе напомнам, во некои од случаите ни се случило да имаме пациент во кој треба да извадиме 8 до 10 заба, околу 15 заби да бидат пломбирани, лекувани. Значи, тоа е еден помак отрпен процес, што значи целото забало, буквално целото забало е санирано од почеток до крај и оваа група пациенти која што веќе поминала на ваква интервенција, предпоставуваме со редовно одржување на оралната хигиена, би требало наредните 5 години да немаат апсолутно никакви проблеми, а можеби и повеќе. Но сето тоа зависи пак и како ќе се одржува оралната хигиена. Кај лицата кои што се со попречености во развојот, морам да кажам повторно таму хигиената е малку на пониско ниво. Самите лица и самите деца малку потешко одржуваат хигиена. Терапијата која што тие ја користат, некои од медикаментите, за жал... Го нарушува здравјето на забите, Така, го нарушува и здравјето на забите, забите им се полесно кршливи, така да и нивните родители колку и да се трудат убаво да ги одржуваат забчињата, значи да помагаат во одржувањето на забите, сепак имаат потреба од детална санација после извесен период од време. Бидејќи ги споменавте родителите, дали тие смеат за време на ваква интервенција да бидат во просторијата, во салата? Во самата сала. Обично родителите како такви се секогаш почувствителни кон своите деца, кон своите или самите старатели, така да секогаш претпочитаме нивното место да биде во чекалната, за да можеме убаво, лежерно да ја извршиме интервенцијата. Меѓутоа, во моментите кога пациентот што сме го работеле почнува да се буди, значи го вадиме од состојба на општа анестезија, задолжително повикуваме еден од родителите или старателите да биде присутен во самата сала и во моментот кога пациентот ќе се разбуди, првиот лик да биде еден познат лик, односно лик на својот родител, и така самите пациенти се помирни. Кај дечињата, значи, пошто тие се малку по-нежни и ова за нив е доста стресна работа, им дозволуваме на родителите и во самиот почеток, пред да биде воведен во општа анестезија детенцето, да бидат присутни овде, за да може да бидат помирни и поспокојни децата. Инаку, по време на целата интервенција не е дозволено, затоа што пациентот реално е во состојба на мирување, во еден длабок сон и родителот само дополнително би се вознемирувал. Не секој може да ја издржи таа навистина не гледка, секој е во состојба да ја издржи таа гледка и поради тоа е најдобро нивното место да биде во нашите чекални. Оно што и лаик, како мене, може да заклучи од целиот овој разговор, дека сепак вакви интервенции без општа анестезија не би биле возможни. Да. Што значи, ги споменавме предностите, ајде сега малку да свртиме на другата страна. Кои се ризиците, односно дали има ризици? Новите медикаменти кои што се користат за општа анестезија или за обезболување во општата анестезија се навистина со многу мал ризик и овде морам да напоменам дека скоро и да нема ризик. Обично кога пациентот е под општа анестезија, како што веќе напоменавме, е на постојан мониторинг и овде се следат сите негови животни функции, што значи од тој аспект пациентот е заштитен. Понекогаш знае да се случи, кога ќе се разводат пациентите од општа анестезија, да има некои мали несакани состојби кои што поминуваат во рок од неколку часови. Тоа се најчесто нагон за гадење, нагон за повраќање, некаква мускулна болка, мало треперење на телото, но се тоа реакции од самата анестезија и поминуваат во рок од неколку часа. Ништо поради кој што треба да бидат загрижени. Не, тоа не се состојби поради кои треба да бидат загрижени лицата кои што би одлучиле за ваква интервенција.
Но пак од друга страна предноста е навистина многу голема, како што веќе ја напоменавме, затоа што во рок од еден ден, ќе напоменам кај лицата со попречености во развојот или пак лицата кои што имат навистина силно изразен страв од стоматолошкиве интервенции и малтене не ни сакаат да не посетат. Во таа ситуација за еден ден ние успеваме да санираме цело забало. Значи, се што може да се санира наредниве месеци, може би цела година, пациентите успеваат да го санираат во рок од еден ден и до крајот на тој ден да си заминат дома, така да сметам дека предноста е навистина доста голема од ваквиот тип на интервенции. Докторке, многу ви благодарам што вака успешно ние доловивте целата постапка, просто да посака човек да ве посети. Да. И вас и вашите колеги од Неуромедика.